тони да удрите и вие, јас само да ве пипнам вас, веќе оставам на вас ДНК, камо ли 60 тони да удрите да нема размена на материјал. Доколку се најде туѓа боја на возилото на Никола, тогаш недвосмислено можеме да заклучиме дека има инволвирано друго возило. Тоа може да се каже. До сега треба и од претходен удар може да биде. Да, може сведоци да кажат, жената на Никола Младенов Билјана може да каже, била ли удрена колата, они секој ден заедно се возело со телефон. Има сведоци што ќе кажат, баш кај што Никола ја чуваше таа колата не беше удрена, мислам дека немаше никакви траги. И онака како што се гледа од фотографиите, многу лесно може да се направи анализа. Јас не можам да видам видливи траги, ама тоа со... Која шофершајбна е скршена? Има спекулации задната, предната? Викаат задната, јас ништо не сум видела, јас не имам пристап до фотоалбумот на МВР. Можно ли од задна шофершајбна да излета тело? Имате ли предпоставка некаква, дали е тоа возможно? Како би летал возач од задна шофершајбна? Многу е чудно, да. Многу ми е чудно. Но треба да се... На 20 метри да се катапултира едно тело, тоа е со голема брзина, ама во друга насока. Јас не знам која била положбата на телото, каде е најдено во однос на трите импакти со земјата. Значи, првиот, вториот и третиот. Телото не знам каде. Три пати скокнала колата, значи се удира во банкината, ја крши банкината, лета, тоа се вика кос истрел во физиката, лета параболична патека, удира со врвот, се гледа таа трага, јас ја видов од првото приземјување со клунот на Мерцедесот, и тоа е нормално, така паѓаат колите, бидејќи тежиштето е секогаш напред, како авион, со клун зарива, и од тука веќе има некои превртувања за кои што ја не можам да најдам алгоритам и теорија, за да го објаснам скршеното стакло и телото на Никола надвор од стаклото и сите тие работи, толку многу материјали имаше надвор на местото на настанот. Не собрани, ако знае колку било тоа многу кога ги собрали. Интериер имаше надвор. Интериер од колата, парчиња од внатрешниот дел на колата, браници, жмигавци, сето тоа парчиња од сите други фрагменти од Мерцедесот, логично е да видат. Од фаровите ние најдовме електрониката, ја најдовме. Со Јадранка ја земавме, ја донесовме и тоа не беше собрано. И тоа можеше да... Мобилниот, околу мобилниот има спекулации, сега говорам за спекулации, дека не бил најден, што добро, да го отфрлам тоа, но ме интересира околу листингот. Дали е лесно да се дознае што правел Никола Младенов, со кого имал средби? Листингот говорам за мобилниот, разговорите со мобилен телефон. МВР има таква можност со дозволени стражни судија да ги прибави листинзите. Не само листинзите, туку и разговорите дури разговорите и базните станици. Значи движењето точно може да се утврди. Има предмети во кои се покажани како докази, зборам за судски предмети, каде што е точно утврдено движењето на обвинетиот, например, или на било кого, спрема базните станици од каде е прифаќан сигнал, значи од каде зрачал мобилниот телефон. И тоа многу лесно може да се утврди. Има информации дека не работеле камерите кај Патарините или на излезот од Скопје, информации неофицијални, полицијата одбива да коментира, велат дека се уште работат на истрагата. Сепак, како е можно да не работат камерите? Можно е, за жал, знаете како Македонија пат е во една тешка финансиска ситуација. Но камерите се под Агенцијата за државни патишта, но сепак одржувањето... Не во приватна фирма се, под приватна фирма се камерите. Агенцијата за државни патишта е таа која стопанисува со патиштата, која што управува со патиштата и она е надлежна за сите тие работи и склучува договори со приватни фирми, други државни јавни предпријатија за одржување на патиштата. Можно е да работат камерите и мислам дека и подолго време и не работат. Често пати има проблеми и околу бројачите на сообраќајот, како што знаете, така да не е ништо чудо. Мислам дека не е тоа намерно поврзано со војната. Дали се согласувате со идејата на ВМРО Народна да биде спроведена независна истрага во која странски експерти би учествувале? Апсолутно, тоа е и моја идеја. Да се побара од Американската амбасада да финансира
проект во кој што брзо ad-hoc ќе се прати експерт кој што ќе помогне во истрагата, затоа што се работи за сомнеш дека можеби однатре од самата држава е ова. Значи на погребот на Никола немаше човек од тие 300 до 500 души, на вистина не знам огромен број беа, немаше човек што можете да го видите дека Никола не е убиен. И да не е така, и да е несреќа. Недовербата во државата нас ни бара независна експертиза. Ние немаме доверба во истрагата на оваа држава. Веројатно сите ќе го споделат со мене мислењето. Факт е дека треба да се спроведе една независна истрага од една проста причина. Премногу материјал е, ако е точно, па кажувам, ако е точно дека се најдени делови од возилото и други докази на лице место, очевидно се направени големи пропусти. Недозволиво е такво нешто. Знаете како, за да се спречат било какви шпекулации треба на вистина, да утврдим стварно вистината, али вистината да биде базирана на материјалните докази. Не да биде рекла казала и раскажување. Значи, врз основа на материјалните докази кои даваат логичен след. Знаете како во судската пракса, обвинителот тврди едно. Зошто ви го кажувам ова? Бранителот тврди нешто сосема друго, во интерес на клиентот. Но вистината ја кажува доказите. Особено материјалните докази или сцената на злосторот. Добро, ако материјалните докази се уште расфрлани наоколу, тоа е недозволиво. Значи би требало да се соберат тие материјални докази, да се презентираат, лесно ќе се утврди дали се веродостојни или не. Значи и сметките од патарина и сето тоа, можеби не припаѓаат. Можеби и не се негови. Можеби не се негови. Јасно, али ќе се утврди. Ако беше тоа направено како што треба, Да. тие Ќе нема има сомневање. отпечатоците на Никола Младенов. Тој беше последниот што ги допира касиерката на наплатна рампа Да. и неговите отпечатоци ќе се најде и тогаш ќе беше тоа несоборлив доказ дека тој навистина го правел кругот. Вака сега после отпечатоците од новинарите Што се во прикриваат ли Македонија, отпечатоците ако па некој да, друг веќе има другиот што ги фатил, утисок? што ги ставил во джеб, веќе тие се уништени. Иначе Уништен ако е се при- доказот? Па уништен е тој. Тој веќе еден соборлив доказ за нас судба, зборејќи Не е веродостоен. колегата адвокат ќе каже тој не е неверодостоен доказ. Тој не знаеме дали бил во контакт со раците на Никола Младенов. Не можеме да го поврземе со жртвата. Така е. А да беа траговите на Никола Младенов последни и да ги приберевме со ракавици и во амбалажата пакување на докази, сензитивни докази со фингерпринт, со отпечатоци, тогаш ќе беше секако што треба, ќе знаевме дека тој навистина го кружел тој круг. Точно и уште една работа, ќе требаше да правилно да се земат доказите од лице место, за да нема сомневање дека се навистина на лице место најдени. Да. Вака е само тврдењето на Нова Македонија дека се најдени на лице Јас место. им верувам. Да, и јас им верувам, но Да. сепак за истрагата, Да, така. треба да се приберат на да. законит начин. Е околу прибирање на законит начин. Господинот Туфекџич, тој е портпарол на Кривичниот суд и на кој е судија, вели дека за вчера за нова изјави, мене ми изјави ги повикувам новинарите, значи од Нова Македонија и Јадранка Костова, нека ги донесат доказите во надлежните институции МВР, јавен обвинител, истражен судија. Така ли се прибираат докази со апел или постои некоја друга процедура? Ако имате место на настан, значи сцена на настанот, вие сте должни како органи, истражни судија, јавниот обвинител, МВР, да ги приберат доказите. Не, ама ако не ги прибрале сега со апел, или ќе ги прибираат? Ретка е таква ситуација. Ретка е таква Не ситуација. постои ли друг начин на... Сега во мигов не. Не? Не. Затоа што Да веќе се земени... искомуницираат со новинарите, тие да бидат иницијатори, тоа говорам. Јавниот обвинител има право на чуен глас. Да побара и да и МВР да ги побара сите докази за кои сметат дека се наоѓаат кај трето лице. Тоа стои во Законот за кривично постапување. Зошто тогаш бараат од новинарите да се јават во институции? Но ако се изместени работите, очигледно. Изместени се работите, ви покажува и самиот увид. Значи, истражниот судија сепак, она што го каже професорката, Никола Младенов не бил било кој. Значи, е позната личност. Не можете да дозволите увидот така да помине без истражниот судија, без јавниот обвинител. Сепак треба да бидат присутни, треба да дадат насоки. Без оглед колкаво е, под наводници, колкаво е искуството на истражниот судија. Сепак е истражен судија.
Тоа отвара многу други прашања околу нашето судство, начинот на бирање на судиите и Ве контактираше ли вас некој Не. околу доказите? Не, никој не се јавил, не знам дали знаат дека јас сум собрала и на Јадранка и ги дадов бомбоните, да едина жена ги сочува за спомен последните негови бомбони. Веројатно се негови. Потоа имаше папка од некој си животно осигурување. Мислам, иронијата на судбината е таква што еден од доказите беше една папка во која што имало документи со Таа расфрлана беше надвор од колата. картонска папка, само документите јас не ги најдов, меѓутоа и таа е некаков доказен материјал, нешто. Може би се осигурувал животно, може би се плашел, може би имал заканувања, мислам, пак е некако некоја индиција дека човекот ќе правил животно осигурување. Папката е за осигурување на имот или лице и живот. Да. Кај Јадранка може да си ја побарат, не знам зашто ќе им послужи додеше тоа сега постфестум. Таа е со отпечатоци стари и нема зашто да ја барат. Другиот дел од автомобилот, тоа е уредот кој што го Што би напојува покажал карот. тој, зошто е тој важен? Нема да, Не, нема да има електрониката, важност. што Нема да има, ама они не знаат што е тоа. Они требало да го соберат. И јас кога го собравме со Јадранка, отидовме во Мерцедес да прашаме да не е случајно ова хард дискот, затоа што таа електроника е затворена во едно кукиште цврсто, да ние рековме леле овде има пинови, има ова мора да е хард дискот од Мерцедесот, ова мора да има многу интересни податоци. Првите 3 минути ги поминавме во Мерцедес за да прашаме што значи тој дел, ни кажа тоа е напојувањето за парот. Сам они треба да го соберат, они не знаат што е тоа, они треба да го земат. знаете како доаѓате на лице место и имате загинат човек и сцена од која мора да земете се, за да утврдите што навистина се случило. Не дозволиве вакви делови, без оглед дали се битни или не. Во лабораториите, при истражувањето, при утврдувањето, треба да се утврди е битно или не. Да. А зошто истражниот судија си отишол многу брзо? Дали треба? Често пати се случува истражниот судија да го препушти увидот на органите на МВР. Но ретко во вакви ситуации каде што е навистина звучно и невоврачки. Знаете како секој сака кога е некој друг битен, мада во ваков настан нема битен и небитен. Сепак Никола Младенов беше некој во Македонија. Ретко кој сака да не ја заврши работата, едноставно да каже ја завршив се, направи се што можев, јас утврдив се. Да, во тешка ситуација Нормално. политичка, медиумската сцена е Но исклучително... вие сте истражен судија. Тоа ви е работа. На вистина истражниот судија немал никакво искуство? Како што прочита во медиумите? Да, и 32-3 години има таква Да. според многу Не знам, досие. тоа би требало судот Сиви се, и судот и судскиот совет да кажат. Да, тој е избран од судски совет. Добре, јас ви благодарам што бевте гости. Благодарам. Мимо за Ристова, Благодарам на поканата.